Благодарам, почитувана колешка. Почитуван колега, уште еднаш ќе кажам, имавте конструктивна политика, дебата, но меѓутоа, не треба, не ке, мора уште денес да се зафатиме со решавањето на проблемот. Почитуван колега, и вие знаете каква е ситуацијата, секој ден сте таму, не се диши во струга. Мора да се најди нешто, страшно е, ги гледавте денес можда сликите и на телевизија што ги кажа. Бевте таму, видовте, не може прозори, врата не можеме да отвориме. Плажите се празни, почитуван колега. Не треба, не ке, мора да најдиме начин тоа да се реши. Еве дадовте неколку предлози. Првиот предлог кој што го предложивме и вие, еве и ние, мора да се обезбеди доволно количество на песок за да се затрупува. За тоа треба финансиски средства. Локалната самоуправа ги нема. Мора од негде да ги обезбедиме. Сега е моментот тоа да го направиме со ребалансот на буџетот. Дајте да ги гласаме средствата затоа што треба и вчера кажав да се направи. Да го испоотруеме цело население. Цела струга треба да ја иселиме. Значи, не знам как, вие знаете, кажете му на министерот ситуацијава, каква е. Може да ја види од сликите на телевизија. Што треба луѓе во сега да бойкотираат, да блокираат патишта, да излезат, таква непослушност треба да прават. Денес и тоа го слушнавме преку медиумите. Значи, не е во ред. Не ке, треба денес да се реши, затоа што утре може да биде касно. Ке имаме некоја жртва човечка, ке ни биде после на грижа на совеста дека ништо не сме направиле. Па така е. Па мора тоа да го најдеме начин да го решиме. Нема локалната самоуправа еве пари за да обезбеди толку камиони, толку песок за да го затрупува. Тоа е првиот момент. Тоа е првиот чекор што треба да го направиме. Да ја затрупаме за да не чади во моментов. Да, треба да се разговара на локална на совет. Прва точка. И утре локалната самоуправа мора општината да викни седница на која што ќе се разгледува овој проблем. Пак нека се направи анкета кај граѓаните. Да видиме за колку ќе се зголеми на пример цената на комуналната такса која што треба да се плаќа, како што кажавте, убав предлог, во контейнери па да се префрлува горе во Скопје. Колку тоа ќе ги кошта? Јас мислам дека ќе прифатат на се за да си го заштитат своето здравје. Значи мора да се направи некој чекор и од локалната власт и од централната власт. И со Бакрачевски ако треба нека се седне, нека се направи муабет. За во Буково, можда нема и таму доволно капацитет, но ние не ги знаеме сите работи, треба ресорното министерство да излези. Министерот денес кажа дека ја согледале ситуацијата, но не можел тој проблемите од 30 години да ги реши. Не бараме да се решат сите проблеми. Ова е актуелен проблем сега, кој што е сериозен, на кој што треба со сите сили да најдеме начин и можност како да го решиме. Во 2009 година, тогаш се донесе депонијата назад се врати. Тогашната локална власт ја врати депонијата од Буково назад. И каде ја смести? Во најубавото место, на најубавата локација, во најплодното место, во Струшко поле. 1 километар нема до центарот на Струга. Зошто? Затоа што сметал дека тогашниот градоначалник или сегашниот што кажуваше дека ќе најдат инвеститор за преработка. Не најдоја. Ај некако тогаш ја контролираја, како што ја контролират, но сега веќе не ја контролират. Еве кажа и полицијата кажа дека нашле некои 11 албанци кои што таму живееле до депонијата, селектирале шишиња пластични за да се издржуваат, но меѓутоа друго денес слушнавме од граѓаните. Да, 11 денес кажаја, да, од Албанија дојдени тука. Но меѓутоа денес слушнавме и нешто друго, дека некој ги манипулирал и ги плаќал за да ги палат тие, за да си заработат некој денар повеќе. Ги манипулираат луѓето. Вие добро знаете дека е овој бизнис на сметка на граѓаните, на животот на граѓаните. И тој бизнис треба да престане и треба да го решиме проблемот. Значи, апсолутно не сакам
политиканство и не сакам и не ве ни вас што се вика на некој начин окривувам. Бараме решение и вие и ние и сите бараме решение како да се излезе во пресред. Дадовте конструктивни предлози, само треба да ги реализираме. Но за тоа се потребни финансиски средства кои што ќе треба еве сега во овој момент од ребалансот на буџетот ние да ги обезбедиме, за да можеме да го решиме проблемот. Не утре, не други ден, ургентно мора да се реши овој проблем, почитуван колега. Ви благодарам.